Здраво, јас сум Игор од гледувачница Трафолс Македонија за специјализирана за лагото ромањово. Раса со мене се Луна, Леја и малата Фанта. Во Македонија за жал не, дури после од како набавив кучиња почнав да се сретнувам со некои луѓе. Тоа е година и нешто после првите мои две кучиња. Така да сите информации ги добивав од стари тартуфари во Војводина, каде и што највише го има белиот тартуф впрочем. И најдобрите грла представници на самата раса може да се најдат таму. За ова раса се одлучив кога ја донесов одлуката од град да се преселам во село, тоест во шума. И ги пребарував сите опции од што може да се преживее во шума и случајно налетав на тартуфи. Како до тартуфи, нормално одговорот беше со лагото ромањово. Така да, не сакајќи спонтано, се заљубив во оваа раса. Набргу после информациите добиени од пријатели каде имат дресирани и тренирани кучиња, се одлучив да земам два примерока. Така да тука почнува мојата приказка пред скоро 7-8 години. Тие денови кога дознав за самото тартуфарство во Македонија, тоа беше голема непознаница, се гуглаше и се пратеа видеа 24/7 додека не дојдов до сите одговори што ми беа потребни. За лагото пресудно е се, како и во секоја друга раса. Според мене пресудна е генетиката, значи мора да се следи генетиката. Без генетски тестови куче да купам никогаш не би купил. Сум имал искуства и сум се зезнувал, народски кажано. Значи генетиката пред се е многу битен фактор. Утре, и ако дојде до размножување на самата кучка или парење со самиот мажјак, луѓето не знаат што ќе добијат. Зошто ако еден е керер и другиот е керер, ти добијаш болни кучиња и што се случува, кучињата одат на улица. И тоа е трагично кај нас. Значи обавезно генетски тестови за секој кутре, без обзира на која раса. Одев по препораки на некои тартуфари. Они ми кажа кои луѓе спремаат и тренираат кучиња во права смисла на збор, да е спремно за кога ќе го изнесе во шума да ти даде резултати. Така да кога го контактирав човекот што беше тренер и сопственик на таа одгледувачница, имаше на лагер 2 и веднаш склучивме договор и ги зедов. Они сугерираше какво куче треба, што треба, значи темпераментот е многу битен тука. Помеѓу самите тие генетски тестови, заби исправни, вид перфектен, колкови исправни, пошто ова се кучиња кои не стојат, едноставно не чувствуваат умор и они се спремни 24/7 да бараат тартуф кога ќе го научиш на тартуф. Така да сите искуства беа купени од постари одгледувачи во Војводина, Србија, така да од таму ми е сето тоа.
Кутринјата ги зедов на возраст од 8 месеци, пошто мора да помине тој циклус на обука, значи да се фати пролетен тартуф, летен тартуф и есенски тартуф, така да некој минимален зборам за дресирано куче, обучено куче, некои 8 месеци е некој минимален период кога се зимаат. Нормално се зимаат со педигре, со сите вакцини примени, дури и откако ги зедов правев проверка дали имаат антитела на тие вируси, на беснило, на одредени работи. Меѓутоа, со комплетна документација е моја топла препорака до сите што зимаат кучиња. Кучиња не се зимаат на 30 дена, да се разбереме, или на 40 дена. Значи сето тоа е на ваша одговорност доколку одлучите така. Јас моите кучиња, додека не го заврши самиот циклус на имунизација со петовалентни вакцини од првата од 45 ден, а после 27 ден, моите кучиња не ги давам да одат тек така, зашто секој метар квадратен е потенцијален извор на вируси. Па, лаготите што ги имам, сите ми се миленици, не можам да кажам. Еве Луна што ја видовме пред малку, она е фанатик и она ме обожава, значи она ме следи од чекор, со неја зборам, дури командите што ги давам усно, оди лево, оди десно, застани тука, со неја комуницирам како со човек. Луда, со еден збор ќе ја опишам. Тоа е право тартуфарско куче. Тука се гледа самата генетика, како работи, значи куче неуморно, што не застанува. Еве пример, младово, кафеавото, прв пат излегува, значи од самата средина каде што е израснато, уште е во шок, не знае што се случува. Меѓутоа Луна ја видовте, трча во паркот како да е незин, бара тартуфи. Луна е прекрстена всушност. Оригиналното име на Луна е Бјанка. Така да тоа Бјанка некако ми звучеше неадекватно да ја викам по шума, дојди Бјанка. Така да Луна беше некој име прво што ми падна на памет. Инспирација беше што месечината ја гледав во прав сијај, полна, и тие денови се случуваше и тоа. Имав, баш правевме слики некој полна месечина, а кога си на планина ти тоа го доживуваш малце другачи него град, пошто ја гледаш самата моќ на таа природа околу тебе. Така да падна Луна. Јас сум комплетно против гардероба на кучиња, чевли, елечиња. Значи, луѓе, водете се по инстинктот на природата. Волкот никој не го облекува, лисицата никој не ја облекува. Самиот дожд, кучето го сака, значи се чисти, се прочистува. Лагото ромањоло обожава, значи да се цапне во кал. И за пола сат то крзно се ќе испадне калта од него, крзното свети сјајно. Мислам дека исто и со другите раси, намерно се прлаат, значи ќе влезе во најголем кал или во река, за да се очисти. Химикали што ние ги користиме, шампоните, тоа не е некое миродавно средство за самите кучиња, збориме од природен аспект. Водете се по инстинктот на природата. Тоа е мој совет до сите што имаат кучиња. Лагото ромањоло нема проблеми со температура, дури се капе у декември, у јануари на -5, на -10, значи апсолутно е резистентно на температурни промени. Му смета топлина, преку лето обично цел ден хибернираат, не се активни. На локацијата на која се пресели во шума, температурата за разлика од Скопје или Куманово е со 10 степени подоле и е сенка нормално, чист воздух, така да температура не игра некаква улога кај лагото. Нормално летоска, мора да напоменам, мора да се ошишени како сега што ја видува Луна. Пролетен период препорачливо е да се ошиша на 0. За да како раснат температурите, така ќе расне и крзното. У есен се прави корекција на самата флизура, за да истрае до наредната пролет, и тоа е тоа што треба кај едно лагото. Вака, крзното кај лагото ромањоло е доста специфично. Прво да напоменам дека е антиалергент, не прави алергија на луѓе алергични на кучешко крзно.
бара нега нормално, како и секоја коса. Меѓутоа не е нешто фрапантно и не е нешто страшно. 2 пати у година или еднаш у година, значи да се посети грумер е неопходно за да се одржи крзното во добра кондиција или доколку самиот собственик е спремен да го направи тоа што го прави и грумерот, и тоа е во ред. Значи моја препорака е 2 пати годишно обавезно да се посети грумер. Јас имам добра соработка со Мартиново сопиште за лагото Ромањоло број 1. Можам слободно да кажам во Македонија. Со Дарко од Куманово, така да еве како што видовте скоро сите куќиња ми се ставени на нула, ајде да кажеме популарно, зашто зимскиот период веќе поминува, сега си доаѓа пролет, ќе бидат за месец-два спремни за изложби, така да тоа е тој процес што се однесува околу крзното. Крзното како крзно не опаѓа, значи после груминг третман можете да најдете 2-3 влакна и тоа е ништо. Куќињата како раса и самото крзно немаат мирис, значи топла препорака за луѓе што сакаат миленик во стан. Така да од тој аспект многу се благодарни. Осем тоа што треба 2 пати годишно да се посети грумер, моја препорака до сите сопственици на сите врсти на куќиња, помалку хемија користите за да го одржавате тоа крзно. Обрнете внимание, значи, на исхрана што ќе му даде јај, значи уфрлете јајца од препирица во исхрана или било кој друг препарат, витамин, мултивитамин или суплимент што ќе го освежи крзното, доколку вие да користите hair shoulder шампони или не знам какви средства. Значи најблага варијанта, доколку сами работите нешто на ваша рака, косили, бекутан, шампони што се за бебиња или шампони што се рекламираат за наводни миленици. Меѓутоа ретко кој, знам дека сите избегнуваат традицијната да купуваат такви шампони, па користат и сапун дури. Тоа е се од контакт со луѓе и искуство, едно што можам да го кажам, бекутан или косили у крајна рака, доколку одлучувате на своја рака да го негувате крзното. Храната е индивидуална кај мене за секое куќе, зашто секое куќе на одредена возраст бара 4 порции, 5 порции кога се помали. Како расне порциите се намалува, значи имам куќиња сега што јадат 4 пати на ден, имам куќиња што јадат ветераниве 6-7 години што ми се јадат и по еднаш на ден. Значи тоа е обично приквечер. Така да се зависи од самите куќиња. Количината не е толку битна колку што е битен квалитетот. Значи ако е квалитетна храна, ти можеш да му приуштиш на тоа куќе доволно енергија да оди со тебе денеска во шума да бара тартуфи, отколку да му дадеш кило и нешто некоја храна што нема никакви енергенси во неја. Значи лагото Ромањоло, посебно, ајде да зборуваме, еве пример Луна да ја земеме, ова е фокусирана на барање на тартуфи. Значи не е апсолутно околината не ја занима, нити друго куќе ја занима, нити човек да ја повикне, значи она има фокус да бара, да мириста, главата е наведната, како што видовте на дел од видеото, тој е приоритет и дома и во домашни услови. Гости кога ќе дојдат, значи она не детектираат друг, значи многу се питома раса. Јас пошто живеам во специфични услови, значи во шума, они полека се навикнаа на тој живот и реагираат на звук на чакал, на лисица. Така да они ми се први што ми јавуваат дека има некој предатор во близина, тогаш ми се креват и поголемите куќиња кои го штитат самиот објект и впрочем ги штитат и лаготите. Кај мене се случува, значи, да реагираат само на звук на некој чакал, волк, на диво животно. Кога поминува човек, не го детектираат, кога поминува возило, не ми даваат некакви знаци. Да, работев со дресура на куќиња, меѓутоа престанав со тоа е малку долга тема, ајде у кратки црти ќе кажам, ни треба дресер за самите сопственици. Куќињата како куќиња ќе се навикнат на дресура и ќе му го даде спремно и да бара тартуф и да седне и да легне. Меѓутоа
големо прашање се поставува што после кога ќе премине во други раци. Значи од тој аспект престанав со дресура на тартуфи. Значи ќе излезе у градски парк и ќе бара тартуфи, ало човек, нема тука ништо, значи битна е едукација на самите сопственици, најбитна. Да, во Македонија имаме учествувано во скоро сите изложби што постојат и што се организираат на нашава територија. Значени резултати, скоро сите милионици ми се шампиони на Македонија и гранд шампиони на Македонија. Од подмладокот што имам вадено, 23-та учествувавме надвор од Македонија во Швајцарија на светско првенство за кучиња. Со 15-месечна женка освоивме второ место и станавме шампиони на Швајцарија 3 дена пред тоа, пред светското првенство, и го освоивме Гранд При на Женева со Кали. Кали моментално има бебиња и не е во можност да се снима. Ова е едно од бебињата на Кали. Со неја исто се надеваме на некои одлични резултати. Ајде, Луна. Луна инаку е мајстор за тартуфи и нон-стоп бара и сака да бара у градски парк тартуфи. Е на лице место. Значи од резултати што имаме остварено, сите кучиња ни се шампиони или гранд шампиони на Македонија. На Србија од пред некоја година и Косово, Грција и Албанија. Значи имаме освоено шампионски титули. Меѓутоа, исто така, нашите кутриња или моите кутриња се шампиони во Германија, Америка, Канада, Русија. И уште неколку европски држави, меѓу кои најповеќе се истакнува од Чешка. Таму имаме стварно огромни резултати. Па, има разлика, огромна разлика има. Изложбите кај нас се организирани, меѓутоа кога ќе споредиш една Словенија, имав прилика да бидам и на светско, во Швајцарија, тоа е фрапантна разлика, нема компарација. Значи од услови прво, кој ќе влезе, како ќе влезе, кој ќе настапува, строги критериуми, дури и како го држиш кучето за време додека чекаш да влезеш во бокс. Се е многу поразлични, да кажам, у некоја рака подисциплинирано и покултурно него кај нас. Просторот дефинитивно да. Ние само се обидуваме да направиме некои бледи копии, некаде успева тоа, клубови што имаат помали средства, тешко успеваат, меѓутоа сите се трудат да направат некоја бледа копија на некоја изложба од Германија, од било каде. Најава има најверојатно за 1-2 месеца. Од претходното легло, тоест 2 легла беа, остана само уште едно кутре, најубавото машко, и се мислам дали да го оставам за мене, и бебето што го гледавте, тоа е селектирано, значи од сите 15 што беа у легло, да остане во одгледувачницата. Сите мои кучиња се со генетски тестови, најмалку 5, колку што бара самата раса. Лактови кукови сите имаат направено снимки. Дури сега у последно време почнавме да правиме и анализа на самиот вид на очите. Забите тоа се е проверено и очистено со години со таа проверка на генетика. Работиме со словенска лабораторија, им праќаме примеруци од крв, ни даваат резултати, така да точно знаеме кој куче што носи, како носи, докаде може. Па мене секој куче ми е умилено, не можам да направам некој пресек. Секој куче си има своја специфика. Јас покрај лагото ромањоло имам и 2 германски овчара, К9 линија, спортска линија, и сега од декември минатата година имам 2 волкодава, руска раса, кучиња што идат до 100 кила тежина.
прекрасни фрапантни кучиња, верни чувари и единствени кучиња што можат да се носат со волк. Топла препорака до сите што сакат љубов. Значи тоа е куче полно со љубов, ностоп, значи ќе ви дава насмевка на лицето, толку се позитивни и толку се мили што апсолутно ќе бидете пресретни. Препорака, внимавајте од кога зимате, од кого купувате, барајте комплетна документација, барајте здравствена документација пред се. Не е битно која е цена на кучето, сите имаме пари за iPhone, немаме пари за здраво куче. Тоа е проблемот и затоа гледаме толку миленици фрлени на улица. За жал. Доколку земете мало кутре, сега мало кутре и кутре на 9 месеци, ајде да земеме кутре од 35 дена, 45 дена, 50 дена, како што практикува македонската јавност, може да настанат многу проблеми. Значи тоа кутре прво треба недела дена да преболи самото тоа одделување од мајката. Тоа е еден проблем, ајде да кажеме, не толку опасен, меѓутоа доколку не е имунизирано, значи доколку нема вакцини, додека не е спремно за нов собственик, тоа кутре може да налета на опасност 24/7. Не ретко, скоро секое второ куче добива диарија кога ќе смени собственик. Значи тука доаѓа промена на храна, промена на средина. Сето тоа за него е стресно, доколку и самиот собственик се обиде да настапи стресно со некои несакајки или свесни потези, уште додатно го травматизира самото кутре. Значи многу е битно да се однесуваме кон секој кутре како кон наше дете или бебе, значи без никакви повишувања на тонови, со адаптирана храна, што е јало претходно, значи во консултации да биде нонстоп со одгледувачот, така да многу полесно ќе ги помине сите потенцијални проблеми што можат да настанат. Може да се остави кутрето, меѓутоа не на некој период од 2 дена, па ќе му сипе 3 кила храна и 5 кила вода и ќе ми каже кутрето е намирено, има што да јаде, што да пие. Значи ако сакате здраво, право, психички спремно куче, пред се не треба подолго од некои 5-6 сати, ајде карикирам, и тоа е многу, меѓутоа може, нормално дека може, и ретко кој ќе си дозволи да не може да остави куче или да најде некој да му го чува. Кога би нашол некој за да му го причува 5-6 сати, не би било никаков проблем. Значи кучињата лагото ромањово, што се во градски услови, моја топла препорака е да се секој момент со собственикот надвор, значи кога тој е во можност да ги поведе. Бараат активност, моите имаат среќа, живеат во ограден простор од 800 квадрати, си имаат своји куќи, не куќички, не синџири, не боксови, си имаат куќа, соба, 20 и нешто квадрати, со кревечиња, амерички врата, си влегуваат, излегуваат кога сакаат и имаат слобода на движење, не се лимитирани дали ќе мочне во таа соба никогаш не се случило ни да извршат било каква нужда, се излегуваат, се враќаат, спијат, обично претежно и преку ден и преку ноќ се надвор. Меѓутоа кога ќе задува ептен, кога ќе има некој невреме, бура, се плашат од громотевици како и секое нели живо суштество. Сите се пикаат у соба додека не помине тоа.